Оваа тема ја насловив како две тајни. Кои се оние две големи тајни кои што се спомнуваат во Божјата реч? Едната е тајната на побожноста, а другата е тајната на беззаконието. Всушност, станува збор за два концепти на живење. Ќе ги разгледаме и овие две тајни, но и принципите кои што стојат позади секој од овие две тајни. Да отвориме најнапред во прво послание до Тимотеј 3.16. Прво Тимотејево 3.16. А несомнено, големо е тајната на побожност. Бог, кој се јави во тело, се отелотвори. Беше оправдан во духот, виден од ангелите, проповедан на народите, веруван во светот, вознесен во слава. Ова се етапи, всушност да не објаснуваме сега, не се задржуваме на секој дел од ова етапи од Христовата служба, всушност. Прво, не е јасно, кој се јави во тело. Бог се јави во тело, се симна на земјата. Тоа сакам и да го забележам, тоа е главното. Бог, владетел на целата вселена, се симна долу, значи да го забележаме само правецот на движење. Се симна долу. Беше оправдан од духот, виден од ангелите, проповедан меѓу народите, веруван во светот и вознесен во слава. Значи има еден Бог, еден единствен, жив Бог, кој што се симна долу, стана како еден од нас, се понизи, за да потоа биде возвишен во слава. Тоа е она главна мисла која што сакам да ја истакнам од овој текст. Ова е тајната на побожност. Сега да ја видиме тајната на беззаконието. Второ послание до Солуњаните, 2 глава. Три, 4, па и понатаму уште некои стихи прочитаме. 3 и 4. Никој да не ве измами на ниеден начин. Значи, целосно, потполно треба да бидеме сигурни во ово нешто. Никој да не ве измами на ниеден начин, зашто оној ден нема да настапи, доека најнапред не дојде отпаѓање и не се открие човекот на греот, синот на погибелта. Овде имаме човек, претходно имавме Бог кој што се симнал долу, па бил вознесен. Овде имаме човек, кој што се противи и се превознесува над се што се нарекува Бог или светост, за да седне како Бог во Божиот храм, представувајќи се себе самиот како Бог. Сега, овде имаме еден друг правец на движење. Имаме човек кој што се превознесува, сака да седне на местото на Бог. И тоа во неговиот храм, вели овде. Представувајќи се како Бог. 7 стих вели тајната на побожноста веќе, односно на беззаконието, се извинувам, веќе действува. Уште во времето кога Павлева го запиша. И баја ги действувала, посебно во средниот век. И денеска действува, иако можеби тоа нејзино действо не е толку видливо. Е видоизменето. Но како ќе заврши? Бог се симна долу на земјата, па беше превознесен во слава. А тајната на беззаконието, еве го овој концепт на живот, превознесување, заземање на позиција која што не ни припаѓа, сакаме да го заземе местото на Бог, и како завршува 9 стих, доаѓањето на тој беззаконик, на тој човек, ќе биде под дејство на сатаната со секаква сила и знаци и лажни чудеса, да се извинувам, 8 стих. Тогаш ќе се открие беззаконикот, кога што Господ Исус ќе го убие со здивот на устата своја и преку појавата на своето доаѓање ќе го истреби. Ќе го нема. Човек кој што се превознесува и сака да ја има титулата на Бог. Значи, видите, имате два концепта на живење. Тајната на побожноста е Бог се симна, се понизи, за да потоа биде
возвишен. А во другиот случај, тајната на беззаконието, овој концепт на живот, кој што е многу, многу, многу повеќе присутен денеска, човек се превознесува, сака да се прави Бог. Да заземе позиција која што не му припаѓа. Да владее, да контролира. Значи имаме прво понизност, кај едниот концепт на живот, а кај другиот воздигање. И како што спомнав, луѓето денеска живеат повеќе според овој втор концепт, и не само денес, било така и во времето на Исуса, да отвориме во Матеј 23 глава. Овде пред се, овие текстови се однесуваат на свештенството во тоа време. 23 глава Матеј, читаме од 1 до 12. Тогаш Исус му говореше на народот и на учениците своји, велејки: на Мојсеевиот стол седнаа книжниците и фарисеите. Видите колку сличен текст е овој, како кој го разгледавме текстот во Второслуњаните за тајната на беззаконието. И беззаконикот седна, сака да седне на Божја позиција, а овде на Мојсеевиот стол седнаа книжниците и фарисеите. Знаете што значило во тоа време да се седне, да се заземе позиција која што ја заземал Мојсей? Тоа значи власт, тоа значи контрола, владење. Ке не слушате нас. Затоа, се што ќе ви кажат да пазите, пазете и извршувајте, а според делата нивни не постапувајте, зашто тие говорат, но не извршуваат. Значи, власта треба да ја почитуваат сите други, освен тие што се на власт. Врзуваат бремиња тешки и мачни за носење и ги клаваат врз плеките на луѓето, а сами не сакаат ниту со прст да ги помрднат. Што значи ово? Значи, вие ќе правите тоа што ние ќе ви укажеме. А тоа за нас не важи. Каков концепт на живење ова? Се гледа секаде. Се гледа секаде таквиот концепт на живење. И сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето, ги прошируваат своите записи и ги продолжуваат ресите на својата облека, знаете, кој што запишувале делови од пред се од Тората. Значи, прават се за да бидат видени од луѓето, за да бидат почитувани, еве ги овие побожните, рајот е само за нив и така натаму и така натаму. Сакаат прво место на гозбите и предни места во синагогите. Че овде имаме превознесување, овде имаме горделивост. И поздрави по улиците и да ги викаат луѓето рави, рави, доктори, магистри и така натаму. А вие немојте да се нарекувате рави, зашто еден е вашиот учител, Христос, а вие сте сите браќа. И никого на земјата не викате го свој татко, зашто еден е вашиот татко, оној кој е на небесата. Тоа не значи дека татко ми, татко нема да го кажам, или... Меѓутоа, овде се гледа контекстот. Горделиво да не се држиме до некоја своја титула или и да бараме подвластување така натаму. И наставници, немојте да се нарекувате зашто еден е нашиот наставник Христос. И сега видите. 11 стих. Поуката Христова до секој од нас. И до фарисеите, книжниците и воопшто народот во тоа време. Но најголемиот меѓу вас да ви биде слуга. Ова е оној првиот концепт. Тајната на побожност. Најголемиот меѓу вас да ви биде слуга. А не ќе правите се што ќе ви кажеме, и тешки бремења, дури ќе саботата, не знам колку чекори ова, она, ќе правите, а тие вика со прст не сакаат да мрдат. Тоа е сосема поинаков, сосема спротивен концепт. И 12 стих, кој што посебно треба да се истакне. Зошто кој се воздигнува, самиот јас се воздигнувам, вели, ќе биде понизен од некој друг. Јас се воздигнувам, а понизувањето го добивам од некој друг. И спротивното, а кој се понизува, самиот јас треба да се понизам, ќе биде воздигнат од некој друг. Тоа се случило во Христовиот живот. И сега само да се
подсетиме на тоа од каде потекнува тајната на беззаконието. Да отвориме во Исаија 14 глава, познат текст. Исаија 14 глава, од каде потекнува тајната на беззаконието? Каде зачнала, во чие срце зачнала? Во срцето на Луцифер. Текстот од 12 до 15, 14 глава Исаија. Како падна ти од небото, данице, сине на зората? Се разби од земјата ти кој ги угнетуваше народите. Значи сега имаме овде движење надолу, ама претходно се случило движење нагоре. Еве, а во срцето свое си велеше, ке се искачам на небото. Еве го тоа движење нагоре. Ќе го издигнам престолот свој погоре од Божите звезди и ќе седнам на гората во соборот на боговите на крајот од северот. Најгоре што може. Па затоа падна звездоденици. Затоа што кој сака да се воздигнува, ќе биде понизен. Ке се искачам до висините на облаците, ќе бидам рамен на Севишниот. И 15 стих, но ти си соборен во пеколот, во дното на јамата. Или еве Езекијел 28 глава, вториот текст кој што исто така ни го пишува падот на Луцифер, 28 глава Езекијел. Што вели овој текст? Од 14 стих. Ти беше помазан херовим, заштитник, јас те поставив за тоа. Ти беше на светата Божја гора, одеше среде огнени камења. Ти беше совршен во патиштата својот денот кога беше созаден, се доека не се најде во тебе беззаконие. Или од твојата обилна трговија се исполни со неправда и ти сгреши. Јас те соборив, како нечист од Божјата гора, те истерав тебе херовиму, заштитнику среде огнени камења. Од убавината твоја се возгордеа, се вознесе, срцето твое. Поради богатството твое си ја загуби мудроста своја, затоа јас те соборив на земјата, те предадов на подсмев пред царевите. Со многуте гревови своји во неправедната твоја трговија, ти ги осквернави твоите светилишта и јас пуштив оган пред тебе да те проголта. И јас те претворив во пепел на земјата пред очите на сите што те гледаат. Оно кој што се превознесува, ќе биде понизен. Тоа е оној концепт кој што и тоа се принципите според кои што живее светот денеска, за жал. И таму ќе заврши секој оној кој што се превознесува. И покрај целата милост која што Господ изобилно се уште ја истора. И сега да отвориме во Филипјаните 2 глава. Да го видиме Христа наспроти Луцифер. Филипјаните 2 глава. Познатиот текст од 5 до 11. Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос. И дај Боже, денеска да сме дошле сите пред светата вечера со овие мисли. Кој, иако беше во Божји лик, беше Бог, односно е Бог, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бога, не бараше никакви права. Не му велеше на Отецот, не јас да се понизувам, не. Туку доброволно слезе, но сам себе се понизи. Сам себе се понизи. Самиот ти можеш да се понизиш, или самиот ти можеш да се возгордееш. Земајќи лик на слуга, се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Значи, зеде обличје на човек. Сам себе се понизи уште еднаш. Послушен се до смртта, до самата смрт на крст. Па затоа и Бог го превозвиши. Еве, текстот, оној кој што се понизува, ќе биде возвишен, ќе биде издигнат. И му даде име што е над секое име, та во името на Исуса да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Отецот. Сакате ли такво име над секое друго име? Име кој што ќе трае вечно.
Ова е оној концепт, ова се принципите по кои што ние треба да живееме. Ова е примерот што Исус ни го оставил нам. Јаков 4.10. Послание Јаковово, 4 глава, 10 стих. Понизите се пред Господа и ќе ве подигне. Тој ќе ве подигне. Сега се подсетиме малку на едно искуство на еден голем цар, едно големо царство. Цар кој што, така да се изразам, прв бил кој што отишол да слуша, да ги слуша пророштвата на Данијел. Значи Данијел држал семинар и овој цар седел во првите редови да ги слуша пророштвата. Всушност тој е царот кој што го видел сонот, кој што му бил протолкуван од страна на пророк Данијел. Се кажете дека од сите глави во Данијел, кои што се 12, една глава е, можеме да кажеме, напишена лично од Навуходоносор. Која глава беше таа? 4 глава. Да се подсетиме само на некои делови. Значи, видел сон, Навуходоносор, ова е еден друг сон, каде едно големо дрво израснало се до небото, па гранки се расшириле, па лисија, па плодови, па сите зверови можеле да се соберат тука да се заштитат. И сега го бара толкувањето на овој сон и повторно Данијел доаѓа да му го протолкува сонот. И сега да се подсетиме само на некои делови. Еве 4 и 5 стих од 4 глава. Тогаш дојде, се извинувам, шестнаести, 15 до 17. Значи, само да го спомнам тој дел, за да не го читаме. Се појавил потоа ангел на дрвото и му кажал, ќе биде сосечено дрвото, истргнати гранките, лисијата, а коренот во окови. 14 стих, по заповед на будните како стражари ангели, така е определено за да знаат живите дека Севишниот владее над човечките царства и ги дава кому сака и ги поставува над нив најпонизните луѓе. Господ е тој кој што дава некому да владее или му ја зима власта. Меѓутоа Навуходоносор се превознел и мислел дека тој е тој најсилниот. Таков сон видов јас, царот Навуходоносор, а ти, Валтазаре, кажи што означува сонот, значи Данијел. Бидејќи никој од мудреците во моето царство не може да објасни што значи тој, а и ти можеш, зашто во тебе е духот на Бога Светецот. Зашто некако овие стихови ми се измешани мене. Како и да е, ќе се снајдеме. Валтазар одговори рече, Господаре мој, овој сон нека биде за твоите завидливци, а значењето негово за твоите непријатели. Дрвото што си го видел, кое беше големо и цврсто, и со висточина достигнало до небесата и се гледало по целата земја, на кое имало прекрасни лисе и многу плодови храна за сите, под кое живееле полски зверови, тоа си ти, всушност, да скратиме. А тоа што е заповедано 23 стих, да остане главниот корен на дрвото, се извинувам, претходно ќе читаме. А тоа што царот го видел ангелот, 20 стих, како стражар, кој слегнал од небесата и рекол, исечете го дрвото и уништете го, но главниот корен оставете го во земјата, во вериги железни и бакарни, меѓу полската трева да го наквасува небесната роса и да биде заедно со полските зверови, доека не изминат на него 7 години. Еве што значи тоа, царе, и ова е решението на Севишниот, што ќе го постигне мојот Господ
дар царот. Тебе ќе те одведат од луѓето и ти ќе живееш со зверовите полски, со трева ќе те хранат како вол, небески роса ќе те наквасува и 7 години ќе минат преку тебе, се дека не разбереш дека Севишниот владее над човечките царства и ги дава кому сака. На Навуходоносор му бил земан разумот. Живеел 7 години како звер. Се додека не разбере дека Господ е највисокиот, најголемиот. А тоа што е заповедано да остане главниот корен на дрвото, 23 стих, тоа значи дека твоето царство ќе ти биде вратено кога ќе разбереш дека Бог владее со целиот свет. Тоа требало да го разбере Навуходоносор. И сега, откако оваа вест ја добил тој, толкувањето од пророкот Даниел, поминале 12 месеци, цела една година, и што се случува? Вели 28 стих. Откако минаа 12 месеци, одејќи по царските дворци во Вавилон, царот рече: зар не е величествен овој Вавилон, што го изградив како дом на царството со силата на мојата моќ и за слава на моето величие? Кој концепт го имаме овде? Човек кој што се вознесува, се гордее со она што го постигнал. И уште му беа зборовите во устата на царот, а од небото се чу глас: за тебе зборува царе Навуходоносоре, царството ќе ти се одземе. И се случува се она што му било предвидено. И 31 стих. Но откако се изврши тоа во оние дни, јас, Навуходоносор, ги кренав очите кон небото и разумот се врати во мене. Сакате да бидете разумни, сакате да имате мудрост, крените и очите кон небото. Затоа што, знаете, за да подобро го гледате тој горе, а посебно денеска, за да подобро го видите оној што виси на крстот, треба да сте така пониско и да гледате нагоре. Ако сте возвишени, ако сте горе, тогаш одозгоре ги гледате сите. Тогаш и безвредна височина и жртвата. И се останато. Но откако се изврши тоа во оние дни, јас Навуходоносор ги кренав очите кон небото и разумот се врати во мене, па го благословив Севишниот, го восфалив и го прославив вечно живиот, чие владение е вечно и чие царство е од род во род. И сите што живеат на земјата ништо не значат. Тој действува според својата волја, како во небесната војска, така исто и меѓу живите на земјата, и нема никој што би можел да се противи на раката негова и да му рече што правиш. Во тоа време разумот се поврати во мене и славата на моето царство ми се поврати со величината и поранешниот вид. Тогаш ме побараа советниците мои и великодостоинствениците мои, и јас бев повторно издигнат на царството свое, и величието мое уште повеќе се издигна. Бев издигнат. Кој го издигна Навуходоносор после ова добра лекција? Повторно Господ го вратил назад, оној кој што симнува и става. Ама откако тој бил понизен, откако ја научил лекцијата кој владее, сега јас Навуходоносор му оддавам слава и го величам небесниот цар, чии сите дела се вистински и патиштата негови праведни, и кој има моќ да ги понизи горделивите. А претходно прочитавме стих, Господ дава да владеат понизните, овде вели има моќ да ги понизи горделивите. Ево еден одличен пример за тоа како треба всушност да живееме и поука од ова да извлечеме како не треба да живееме. Да го живееме животот. Треба да живееме според принципите што Бог ги успоставил, како што Тој живеел, како што Тој, Исус, ни дал пример, а тој концепт на живот и тие принципи се всушност во еден збор собрани, тоа значи љубов. Кога прочитаме во 1 Коринќаните 13 глава, она глава за љубовта, еве што кажува, накратко да се подсетиме на оние стихови од 4 до 8. Љубовта е великодушна, полна со добрина, љубовта не завидува. Љубовта не се превознесува. Не е горделива. Не е непристојна, не бара свое. Не се срди, не памти зло.
Не се радува на неправда, туку се радува на вистина. Се покрива, во се верува, на се надева, се поднесува. Љубовта никогаш не престанува. А Бог е љубов. Бог познава само давање, тој својот син го даде за тоа што не возлюби. Љубовта познава давање, служење на братот, на ближниот. Да даде Господ да секој ден, не само може би денеска, само поради тоа што службата е таква, и ако тоа го направиме, тоа ќе биде чист формализам. Значи, не денеска само. Целиот наш живот треба да биде налик на Христовиот. Треба да живееме според оној концепт на тајната на побожност. Да се понизиме, за да Господ не возвиши, за да еден ден добиеме име над секој друго име. Сега ви кажал уште со љубов во срцата и понизност да пристапиме кон најнапред обредот на понизност, а Господ, ако така направиме, ќе не возвиши. Па би ги замолил на почеток сестрите да заминат долу, а подосна и ние браќата.